Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин Давиде Стојаче Ангелов, првиот човек на дирекцијата за заштита и спасување. Добре дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Господин Ангелов, еве да почнеме директно. Дали Македонија во моментов е подготвена за она што не очекува летото, за не дај Боже пожарите што ќе следуваат и сите можни стихи? Се сомневам дека било која држава може да биде добро подготвена за она што предстои последните години и она што ќе предстои во наредните години. Но како и да е, она што го имаме како ресурс, почнувајќи од воздухопловите, специјалните возила, противпожарните возила и така натаму, се во добра кондиција, во многу добра кондиција и истите се подготвени за справување со сезоната на пожари која што предстои пред нас. Секоја година имаше проблем, минатите зборувам, нели? Скоро секоја беше главен проблем ертракторите. Секогаш беа несервисирани, најчесто минатите, па да не зборувам они од периодот 2017-2024, ниту еден честопати се случуваше да не е во форма. Каква е состојбата сега? Се работеше ли на нив? Што да очекуваме токму од овие кои што се најпотребните и најдобро се справуваат со пожарите? Минатата година на крајот на мај кога отидов во дирекцијата, тие беа однесени на сервис, но не беа сервисирани. Зборуваме за почетокот на јуни и дирекцијата имаше само еден пилот. Денес трите трактори се сервисирани, двата се уште не се вратени од Загреб во Скопје. Требаше да полетат минатата среда, но поради силно невреме кое што го зафати Загреб, летот беше откажан. Нами не ни се брза сега во овој период, ден, два или 5 дена не ни менуват ништо. Истите треба да пристигнат утре попладне, баре според најавите на фирмата Титан, која што го врши сервисот преку воздухопловниот завод во Загреб, кој што во суштина е државна фирма, која што се грижи за воздухопловите на Хрватската армија и полиција. Значи, добија ертракторите еден сериозен сервис. Би рекол, тие се одлично сервисирани. Утре очекувам попладне да слетат на Скопскиот аеродром, но дали ќе дојдат ден или два подоцна, тоа ништо нема да смени бидејќи ертракторите се овој пат исправни. Имаме 4 оперативни пилоти, 2 нови кои што се беа на обука во текот на есента. Обуката успешно ја завршија. Се разбира како нови пилоти ќе треба малку време да се прилагодат за летовите над опожарените површини, кои што се високо ризични, но на располагање ги имаме и оваа година двајцата пензионирани пилоти, во моите очи херои, кои што веќе трета година поред ќе помогнат на татковината тогаш кога е најтешко. За жал, еден одличен професионален пилот ја напушти дирекцијата. Се работи за пилот кој што и минатата година побара да ја напушти дирекцијата, но го замолив да остане минатото лето, бидејќи навистина состојбата беше многу сензитивна, ни недостасува пилоти. Истиот остана минатата година, сега благовремено најави дека поради драстично повисока плата ќе замине надвор од дирекцијата, бидејќи платите на пилотите на ертрактори во овој момент се навистина многу високи. Би рекол, во зависност од фирмата, повеќе од 10.000 евра. Но морам да укажам дека благодарение на силната поддршка на премиерот, минатиот јуни на целото авиооделение, не само на пилотите, платата им беше зголемена за 100%, односно двојно, така што пилотот кој што напушти имаше плата од околу 2600 евра, што за наши услови сметам дека е солидна плата, бидејќи тука некаде се движат и платите на пилотите во полицијата и армијата, се разбира во зависност од стажот и други евентуални додатоци, но тоа е плата која што ние како дирекција и генерално како влада можеме да ја понудиме, бидејќи тој беше расположен да остане за повисока плата од 5000 евра и сега тоа навидум изгледа едноставно. Знаете, дајте му на човекот уште колку бара 2400 евра достане, но тогаш се појавува друг проблем. Што со останатите пилоти? Пилотите на полицијата и армијата, кои што исто така, би рекол, можеби не секојдневно, но многу често и надвор од пожарната сезона вршат доста ризични летови. Знаете дека и пилотите на армијата вршат доста специфични воздухопловни операции, вклучително понекогаш транспорт на луѓе и надвор од државата, но и храбрите полициски пилоти кои што не само во текот на пожарната сезона и надвор од неа имаат постојано различен тип на акции, така што сметам дека би било и една неправда кога
платите на пилотите на ер-тракторите би биле поголеми или уште полошо, драстично поголеми од платите на пилотите на полицијата и армијата, но ова зборувам малку повеќе на оваа тема, бидејќи досега сум избегнувал да зборувам на оваа тема, знаете, сензитивна е, сепак пилот е специфично занимање и пазарот е тој кој што ја диктира во суштини платата на пилотите и во овој момент пилотите на ер-тракторите навистина низ Европа имаат огромни плати, додека кај нашите пензионирани пилоти исто така има услов да се вратат за, би рекол, малку повисока плата и тие летаат за 5000 евра. Но повторно во моите очи се херои, бидејќи се возрастни од аспект на пилот, значи од аспект на возрастен човек тие имаат уште многу пред нив, но како пилоти на воздухоплови се, да речем, крајните години, едниот има и 66 години, и секој чест за него, познат во јавноста со неговиот карактеристичен шешир, но и сметав дека со оваа релативно повисока плата која што побара, на еден начин како влада, како држава им се разложуваме затоа што можеби 15 на години летале за 1000 евра, па и за помалку од 1000 евра, што било прилично недостоинствена плата, бидејќи повторувам се до моето доаѓање, каде што благодарение на премиерот и владата платата беше дуплирана, тие имаа плата по околу 1000-1100 евра, што навистина за пилот на ер-трактор е недостоинствена плата, но се разбира дека во наредниот период ќе се обидеме да најдеме и други начини како да ги стимулираме нашите идни пилоти. Во овој момент можам да кажам дека веќе имаме неформален договор со еден наш пилот, кој што не е пилот на ер-трактор, и знаете, некојаш и овие мои изјави се извртуваат во јавноста. Значи, може некој да е пилот на Боинг, да има илјадници часови, да е најдобриот капетан на Боинг, но тој не е пилот на ер-трактор. За да лета со ер-трактор, треба најпрво да заврши специфична обука, да полага, да положи, да добие дозвола за да биде пилот на ер-трактор. Ние обезбедивме веќе уште еден пилот кој што очекувам во текот на летото да биде вработен во дирекцијата, ако е секако што треба, за да истиот на есен можеме да го пратиме на преобука за ер-трактори. Воедно има уште еден одличен друг пилот, втор пилот, кој што се мисли помеѓу Визер и ДЗС, се надевам дека сепак во него ќе победи патриотизмот, бидејќи ако остане во татковината ќе зема помала плата, но ќе биде дома со неговото семејство, а притоа ќе и помага на татковината. Исто значено да укажам за оние кои што евентуално размислуваат пилоти да се пријават да работат во дирекцијата, слободно нека ме побараат мене лично или раководителот на ово оделение, полковникот во пензија Малезански Роберт, кој што дојде пред неколку месеци ни се придружи на мојот повик да помогне не како пилот, туку како менаџер на ова авиооделение и член на мојот најтесен кабинет во сите останати сегменти на работењето. Значи, дирекцијата станува примамлива, бидејќи сепак луѓето работат дома, но и работат во текот на летото. Во суштина, работните обврски се во месеците јули, август и септември, евентуално можеби нешто крајот на јуни. Значи, за 3 интензивни месеци на работа, останатите месеци се претежно тренажни, иако сега разгледувавме и некои други варијанти, како например можност да се употребат за прскање против комарци, но и за други работи за кои што сега не би зборувал, бидејќи Кочанското поле се соочува со сериозен проблем. Имав еден, би рекол, онлайн состанок со градоначелниците од овој регион, од општините во Кочанско поле, кои што имаат голема мака со големиот број на комарци, затоплувањето го прави своето, така што имам малку подлабоки размислувања околу тракторите, воедно барам начин и се движам по еден пат, доколку успееме како дирекција да набавиме уште неколку ер-трактори, притоа мојот фокус е барем на еден двосет. Доколку набавиме двосет ер-трактор, тогаш обуката ќе можеме да правиме безмалку самостојно, би не чинела многу помалку, бидејќи авиацијата е скапа работа. Целиот овој комплекс на наши обврски како држава, како влада, како дирекција кон фирмите, односно фирмата која што го врши сервисот и обуката на пилотите, се значителни средства. Интересно е вака за гледачите да кажам дека повеќе од 50.000 евра не кошта, не чини трите ер-трактори да се одлетат, односно да се пренесат до Загреб и назад. Значи, нашите пилоти актуелни го немаат тој капацитет
и мораме да ангажираме пилоти преку компанијата која што го врши сервисот и тоа жестоко ни го наплаќа. Мислам дека 8.000 евра во еден правец, 16.000 евра во двата правци во зависност од периодот, но тие се комерцијални цени, таа една би рекол фер понуда, иако е скапа, другиот избор е нашите пилоти сами да ги прелетаат ертракторите до местото каде што се одвива сервисот, во случајот Загреб, но може да и друга европска држава, но јас сум убеден дека наредната сезона двајцата нови пилоти, во најмала рака полковникот Малезански, сам ќе ги прелета овие 3 ертрактори и на тој начин ќе заштедиме една сериозна сума на пари како дирекција. А зошто избрана токму оваа хрватска фирма? Најдобра понуда, најдобри услови нудат или? Во суштина на европскиот пазар има една компанија чие што име е Титан и кој што е единствен и ексклузивен застапник за ертракторите за Европа. И нема втора фирма. И ние договорот, ние нормално распишуваме заради запазување на процедурата, на легалноста на процедурата, распишуваме тендер со сите потребни елементи. На тендерот се јавува само оваа фирма Титан, која што е ексклузивен застапник откако се донесени ертракторите и преку неа и се донесени. Моментално преку Титан се набави ертрактори во Албанија, но и воопшто во Европа. И оваа фирма има направено соработка со сериозни авиосервиси, но благодарение на контактите на премиерот минатото лето со премиерот на Хрватска беа направени разговори нашите ертрактори да се сервисираат во Загреб. За мене како менаџер на оваа институција е многу поповолен сервисот во Загреб, бидејќи сепак се работи за наша блиска држава со која што никој пат не сме имале никакви проблеми во екзистирањето. Од друга страна, можев лично да отидам, да го погледам воздухопловниот центар во Загреб, кој што е навистина еден сериозен центар, останат од времето на Југославија, со многу силен капацитет и тие беа подготвени доколку ние имаме потреба и порано да ги сервисираат нашите ертрактори, затоа што тие ги сервисираат и нивните ертрактори, нивните канадери, но и нивните хеликоптери, па и борбени авиони на хрватската армија. Зборуваме за сериозен сервис, авиосервис кој што ги има сите потребни нишани. Минатата година беа, мислам, во Австрија во некој авиосервис сервисирани, но повеќе предпочитав тоа да биде Загреб. Но повторувам, ние не го бираме, ние можеме да сугерираме. Фирмата Титан е таа која што одлучува каде ертракторите ќе бидат сервисирани. Дали може, ако не е тајна директоре, колку чини сервисот на еден ертрактор годишно? Помеѓу 100-200.000 евра, затоа што секој пат се откриваат и дополнителни наоди. Значи зависно, не е фиксно тоа, туку од состојбата. Основниот сервис кој што однапред е планиран, се знае, например, на еден авион што треба да се прегледа и што треба да се замени. Ако вие колата однесете на сервис, однапред може да претпоставите колку ќе ви чини. Треба да ви се смени уље, филтри, евентуално ако е зимно време може би да се дотури или промени антифриз и вие може приближно да пресметате. Но ако за време на сервисот открија дека одредени други недостатоци, кај тркалата, кај моторот, дава чуден звук, тогаш тоа може драстично да ги зголеми трошоците. Тоа е оној секундарен сервис за кој што добиваме информации дополнително, но ние тука немаме никаков избор. Се разбира дека безбедноста на пилотите секогаш за мене е на прво место, воопшто безбедноста на луѓето, но и немаме избор. Во авиацијата има многу строги правила. Секој детектиран недостаток треба да биде отстранет. Откако авионите ќе бидат комплетно сервисирани, на лице место доаѓа инспектор од нашата Агенција за цивилно воздухопловство, кој што исто така врши увид, заедно со инженер од Дирекцијата за заштита и спасување, откако ќе утврдат исправност, се разбира врз основ на она што може да го видат, надворешниот преглед документацијата, исправност на ертракторите, тогаш се смета дека сервисот е завршен и потоа ертракторите може да се вратат во државата. Бидејќи станува збор за едно многу специфично пилотирање, зборуваме за лет над пожарите, слетување на водени површини за да се земе водата, што е многу ретко нешто што се случува во воздухопловството. Сепак, поради сето ова, верувам дека и пилотите што ги споменавте и оние пензионираните се осигурани со сите нишани и ги имаат сите бенефиции како што треба. Да, тие се уредно осигурани, но според мене тука може да се направи нешто дополнително, бидејќи сепак зборуваме за авиација, но и таму има строги правила
И да, тие се осигурани, но сепак да се надеваме дека животот и здравието нема да и бидат загрозени, но како што и самите рековте, тие летаат во исклучително тешки за летање услови. Авионите се многу тешки за управување. Јас и сами од кога бев млад, бев пилот на Едрилица, имам и самостојни летови, имам едно минимално летачко искуство. Едрилицата, иако е лесен воздухоплов, мануелно се управува. Ер-тракторите немаат некоја софистицирана табло со милион копчиња пред нив. За споредба, разликата помеѓу ер-трактор и еден патнички авион или еден убав спортски авион е како разлика помеѓу некој трактор од оние кои што се возеа во комунизмот, во социјализмот, во Југославија, со сега некоја модерно возило. Меѓу Дајци и со Ферари. Мерци, Мерцедес. Да. Знаете, механички, би рекол, некој со механички волан, камион од времето, мислам денес Дајци немаме такви. во армијата. Па да, ама вие знаете дека дајцовите, верувам дека на дел од младата публика воопшто нема да сватат што мислиме, но треба голема физичка сила за управување и ментална цврстина, затоа што, како што рековте, тие се спуштаат, понираат кон водната површина, потоа се движат по неа, значи се лизгаат по водната површина. Во тој период се полни ер-тракторот со вода, значи резервоарот се полни со вода, потоа се затвараат вртничките, тие даваат цела сила на моторот и тука е тој најкритичен и најтежок момент кога треба да повлече, да ја нагло зголеми брзината за да може да полета, притоа товарен со 3 тона вода. За тоа е потребно време, потребно е на водните површини да нема чамци, да нема луѓе, да нема препреки, бидејќи таквите препреки може да бидат фатални. Трагично, И за ер-тракторот, односно пилотот, но и за оние кои што би се нашле пред него, се разбира, имаме начини. При полнење на вода обично се праќат екипи на лице место кои што го прегледуваат теренот, но и самиот пилот најпрво визуелно надлетува, прегледува ако површината е чиста, потоа го врши овој тежок маневар. Но и приодот кон пожарите. Тие се спуштаат доста ниско. Јас и се воодушевувам на нашите пилоти, бидејќи навистина сега знаете зборот ризикуваат. Тие знаат својата работа, но се спуштаат колку што можат пониско и се исклучително прецизни. Се разбира дека секој пат може да се промаши. Значи тие работат визуелно визуелно знаете, тие треба во глава да пресметаат. Тие во моментот пред да надлетат површината, треба да знаат точно кога да ги отворат вртничките преку кои што водата излегува, прито има различни можности да се пушти целата вода одеднаш или на неколку пати. Имаме можност во водата да додаваме и овие специјални средства, вака најобично како што е пена за гасење, но и други хемиски средства кои што значително го зголемува дејството на самата течност, во случајот вода мешана со оваа течност. И минатото лето пробавме на повеќе места, онаму каде што имаше услови, и тоа беше доста функционираше, но кога се работи за големи шумски пожари, потребна огромна количина и тука веќе ефектот драстично се намалува. Како и да е, јас сум благодарен и на двајцата пензионирани пилоти, се надевам дека здравието ќе ги служи. Зборувам повторно за летачкото здравје, тие може да бидат во топ кондиција, но да не се во добра летачка кондиција, бидејќи овде имаме специфични знаења, вештини, концентрација, знаете, фокус за сите овие работи да се извршат, па дека можеби и следното лето барем еден од нив би можеле да стојат на располагање на татковината. Воедно уште еднаш ја користам оваа прилика да ги повикам сите спортски пилоти кои што имат било каков тип на дозвола, иако за нас е поприфатлива професионалната дозвола, но нека дојдат и да го немат потребниот налет, и ако имат 300-400 часа, па дури помалку, нека дојдат да поразговараме. Постојат различни начини како ние како влада би можеле можеби формално и неформално да субвенционираме, да дојдат до потребниот налет кој што е спуштен на некои 500 часи, иако би требало да е многу повеќе, за истите да бидат упатени на обука. Зборам за оние кои што се талентирани. Има пилоти кои што може да имаат и многу поголем број на летачко искуство во часови, но да не може да се снајдат со ер-трактор. Затоа најпрво се лета на специјални уреди, значи не пред да се влезе во ер-трактор има една посебна процедура и таа треба целата да биде испочитувана. Што стана, директоре, со оние специјални пренаменети?
возила кои што лани се употребија севте, ги промовиравте и ги употребивте и направија вистински бум, да не речам наспроти онаа скепса со која што беа дочекани најмногу па од опозицијата, која што се подсмеваше дури со нив, но испадна дека овие возила кои што се наменети за сите можни терени, што беше и главната приказка во нивната пренамена, се покажаа фантастично одлично како тие функционираат, во каква состојба се и годинава дали се подготвени за работа. Вака најблагоречено возила кои што ќе завршеа на отпад. Да. Како старо железо, ние ги ставивме во полна функција. И при тоа зборуваме за голем број на возила. Знаете, ние имаме 23 пинсгауери, од нив еден дефинитивно не може да се направи, тој го користиме за резервни делови, еден го користиме како возило за прва помош, останатите имаат пумпи и се функционални. 21 пинсгауер со сите оние дефекти кои што се јавуваат. Но ќе потсетам дека и на нашите приватни коли, оние кои што возиме по-стари коли, моето е повеќе од 20 години, па се случуваат дефекти. Но 21 пинсгауер кои што во овој момент се сервисираат, значи се отстрануваат и оние најситни недостатоци кои што се утврдени. За почеток во процес е промена на гумите, сите ќе добијат пинсгауери нови гуми, со што значително ќе се зголеми нивната безбедност, потоа истите ќе бидат комплетно сервисирани и во овој момент веќе имам комуникација со една група на пензионирани или на друг начин полицајци кои што ја напуштиле полицијата, а во нивната работна кариера во полицијата управувале специјални возила, пинсгауери, хермилини или БТРи, и истите ќе ги ангажираме со договор на дело во дирекцијата за заштита и спасување и на тој начин ќе се обидам нашите поборувања кон МВР, доколку имаме кризна состојба, доколку имаме голем број на пожари, јас сум повеќе од убеден дека ќе имаме за жал голем број на пожари, затоа што погледнете вегетацијата надвор колкава е, овие дождови, луѓето некои имаат погрешна перцепција дека врне дожд нема да има пожари. Напротив, врнење дожд во мај и во јуни значи дека во јули ќе има многу пожари, но ние се обидуваме да ја растеретиме МВР од несуштинските дејности, па и армијата. Основна дејност на МВР не е гасење на пожари. И јас се обидувам како раководител на главниот штаб за управување со кризи, но и како командант на штабот за заштита и спасување, да максимално ова лето ја намалиме потребата од ангажман на припадници на полицијата и армијата. Знаете, летно време и полицијата и армијата се преполовени, дел од луѓето се на одмор, се разбира дека постојано имаме по некои наболедување, дали оправдано, дали неоправдано, некои се жени па бара слободни денови, друг поради смртен случај, трет поради градба на куќа, секој пат имаме одлив на луѓе. И уште ние кога ќе побараме 100, 200 или повеќе луѓе, а треба бројка во текот на спровањето, не само за управување на возилата, и за другите работи, тоа навистина представува голем терет за Министерството. Со министерот Тошковски во повеќе наврати имаме разговарано на оваа тема и затоа се одлучив да идеме на варијанта да ангажираме пензионирани или на друг начин припадници поранешни на полицијата или армијата кои што можеби некој од нив напуштил, некој заминал во Ирак, се вратил, сега можеби има пари, но не му се седе дома, сака да дојде летово да ја помогне на татковината, при тој да заработи некој денар. Јас дополнително планирам да одржам една пресконференција или преку пишано соопштение да ги известам сите луѓе за условите кои што ги нудиме, што ние нудиме и што ние побаруваме како дирекција, но очекувам поголем дел од бројот на возачи да бидат возачи кои што ќе имат спогодба со дирекцијата за заштита и спасување. Остатокот се разбира ќе го надоместиме од МВР и во некој крајен случај и од армијата, бидејќи во прогласена кризна состојба следи и политичка одлука, но и наредба на врховниот командант на председателката Сијановска за употреба на армијата со одредена бројност, која што се разбира ние ќе ја побараме, а тие ќе ни ја одобрат. И во овој момент покрај сервисот на возилата се проверуваат и пумпите кои што се добри, но се отстрануваат некои ситни недостатоци, некои слабости кои што беа забележани минатата година, исто така се отстрануваат и можам да кажам дека овие возила се едно големо изненадување, позитивно, и покрај тоа, знаете, има злонамерни, можеби добронамерни критики, има луѓе кои што реално беа загрижени, но морам да кажам дека ние сме држава. Ние сме влада, таа идеја не му паднала на некој туку така на спиење, ај
ќе си играме од БТР и ќе правиме противпожарни возила. Идејата е добро разгледана, идејата е добро осмислена, консултирани се стручни лица, самите резервоари кои што се монтирани на БТР-ите, кои што се од 6-7 тона, имаат внатре прегради, комори, кои што го намалуваат она нишањето на вода, нели се плашеа дека ќе се превртат. Да не се зарекувам, минатата година не се преврте ниту едно возило, немавме ниту една сообраќајна несреќа, се случува тие да се откажат да се расипат на пат. Ќе се случува и оваа година, знаете, некоректно сега некој ќе начека некаде расипано возило, ќе го снимаат или сликаат и ќе го објавуваат. Па нормално и новите возила се расипуваат. А не треба сега да се ние лажеме дека старите возила повеќе се расипуваат од новите. Но ако тие се без пари, знаете дека пренамената од војни и полициски возила во противпожарни беше извршено со донација од страна на општествено одговорни фирми. Додека оваа година распишавме тендер за сервис, тендерот е рамковен, не ни знам, стручните служби предвидоа една сума која што сметаа дека би била некоја горна граница, се разбира дека до таа горна граница не очекувам да дојдеме. Значи, такви колку ќе се потрошат пари за сервис, таму си постои, се разбира, уредна евиденција, возачите на самите возила ги пријавуваат дефектите, пријавуваат што е поправено, кои делови се сменети, деловите имаме, нешто имаме набавено на најразлични начини. Се најдовме за делови, но има делови за сите возила и не кажав дека БТР имаме 15. Со нивните мокни водни пумпи кои што има домет од 100 метри минатата година на неколку места ја спасија ситуацијата. Но веруете дека кога ќе ги наместиме над некое село, како што беше пожарот на планината Готен од Радовишка страна, влеваат сигурност кај граѓаните, бидејќи граѓаните ги гледаат резервоарите, кои што се монтирани на местото на митралезите. И имаат голем домет, не му дават многу да се приближи. И при тоа, кога веќе го спомнав ова, да не заборам да кажам дека митралезите се најверојатно некаде уредно складирани во некоја, не дај Боже, ситуација. Верувам дека за неколку дена водните резервоари може да се отстранат и митралезите да бидат вратени назад, така што да не го подценуваме овој аспект, дека на овој начин ние сепак во функција чуваме 40 на возила за, не дај Боже, ситуација. Држава сме, треба да ги разгледуваме и најцрните сценарии, кои што јас, се разбира, не ги очекувам, затоа што гледате дека состојбата во државата е стабилна е безбедносната состојба, законот функционира, би рекол, како никогаш досега. Погледнете што се случува со Safe City, едва стигнав на време, нема 50, и тоа е, но и во сите други аспекти. Сметам дека и меѓуетничката безбедност е добра, меѓуетничките односи се на солидно ниво и покрај обидите на ДУИ и кои што ќе продолжат и понатаму за злоупотреба на различни состојби како што е полагањето на правосудниот испит, верувам дека нема да успеат во тоа. Состојбата во државата е мирна и јас очекувам овие возила трајно да останат противпожарни. Доколку не им се најдеше ова чаре за пренамената, најверојатно ќе завршеа на отпад, бидејќи реална потреба во моментот немаше за нив. Или во некоја друга држава, или во отпад, но што ќе правев минатото лето ако не беа овие специјални возила? Така најдобро видовте вие дали и колку може да се користат. Би рекол најдобриот сведок, бидејќи јас ги менаџирав. Во секој момент знаев каде и колку возила има. Се разбира, оваа година ќе бидам уште подобро екипиран, бидејќи зборував и со најмалку еден старешина полициски, тоа од повисок ранг, кој што прифати да помогне, но еве фрлам ракавица, повикувам и пензионирани или на друг начин излезени од полицијата и армијата припадници старешини. Без разлика дали биле подофицири од армијата, водник, постар водник, можеби сега поново наредник или постаро заставник, зависи кој кога се пензионирал, или некој од полицијата, командир на вод на чета во некој од единиците. Нека дојдат да поразговараме, можеби ова ќе се види интересно, затоа што ќе имаат и доволно слободни денови, ќе имаат, се разбира, можност да си отидат на планираниот годишен одмор, се разбира дека водам сметка за тоа, а при тој да помогнат уште еднаш на татковината, а можеби до година пак уште еднаш, но многу е поедноставно вака, кога ангажираме луѓе тогаш кога ни се најпотребни. Зборувам сега за високо обучени луѓе кои што работеле под команда, дел од овие луѓе веќе имаат учествувано во гасење на пожари. Најпрво ќе направиме неколку дневна обука, потоа веднаш ќе стартуваме со гасење на поедноставни пожари каде што реално нема потреба од нашите возила. Ќе ги пуштам нека одат, нека вежбаат. Нема подобра вежба од реална ситуација со понизок интензитет и верувам дека ќе извлечеме максимум од овие возила ова лето и се разбира.
Сите ние знаеме дека е најдобра варијанта да се набават нови мокни теренски возила, но дали знаете колку е цената на едно? Се работи за стотици илјади евра. Овие возила на еден начин ние ги имавме се без пари, но тоа не значи дека ние нема да набавуваме нови возила. И ќе ми дозволете, морам во мобилниот да погледнам. Денес правев една пресметка колку возила во последните 2 години, само еден момент да ја најдам, се набавени, бидејќи, знаете, тоа возило по возило, и тоа не се забележува, до сега се примени барем 80 пожарникари, зборувам за овие 2 години, покри овие кои што ќе бидат ангажирани преку дирекцијата луѓе, и повеќе од 27, но немам податоци што од 10 територијални противпожарни единици. Значи верувам дека повеќе од 35 возила, дали донација, дали купени, но начинот не е битен. Значи за 2 години ние имаме повеќе од 30, сега предмоко реков 27, но бидејќи не се комплетирани податоците, некои самиот ги знам, одам на апдейт, јас ги имам по старите податоци, но јас барам исправни возила, бидејќи и овие условно речено по новите возила знаат да се расипат. Значи имаме повеќе од 30 противпожарни возила набавено овие 2 години и бројот на пожарникари е зголемен. Можеби не е кој знае колку, но не е за подценување. Дали се работеше и на обуката, бидејќи лани се сеќавам дел од кваровите на возилата, особено на пинсгауерите или БТРите, се случуваше токму поради незнаењето да работат со редукторите, сепак ова се теренски 4x4 возила, се работеше на тоа или? Минатата година пинсгауерите ги управува херои од претежно од специјалните полициски единици и од посебната единица, тоа се луѓе кои што ги имат управувано. Но знаете, бидејќи тие подолго време беа малтене во отпад, односно беа фрлени некаде на страна и не се возеа, кај луѓето вештините станале на пониско ниво, подзаборавиле како се управуваат. Сега имаме доволно, јас реално не очекувам пред 1 јули старт на пожарната сезона. Пожари ќе почнат и сега, но имаме доволно капацитети, значи не треба да се шири паника. Било каков и тежок пожар, ако се неколку пожари, ние немаме проблем како држава, ќе пратиме неколку противпожарни единици и ќе го збришат за неколку часа или за неколку дена. Проблемот е летно време, кога ние, јас памтам, минатото лето имавме 66 пожари во исто време на отворен простор. Знаете колку е 66? И тоа беше многу симптоматично, да не се тоа лажеме. посебна приказна е, но и минатото лето се случуваше по 45-6, мислам беше рекордот. Така што ние пред 1 јуни, некаде почнуваат први, веќе околу 10 јуни, секоја година почнуваат сериозни пожари, иако бројката уште мала. Но ние овој период, откако ќе склучат договор овие луѓе кои што на различни начини ја напуштиле полицијата, армијата, сите тие ќе задолжат своји возила и ќе имаме една многу подобра ситуација кога одреден човек должи одредено возило. И тогаш тие многу добро ги познават затоа што се работи за возила кои што имаат своји специфики. Како постари возила, но знаете од вашиот возило да се качите во туѓо возило ќе ви биде проблем малку на почетокот, дури да се качите во многу помодерно и поново, тогаш може ќе ви биде уште почудно и потешко за управување. Така што оваа сезона од тој аспект луѓето ќе бидат многу поподготвени. Исто така ќе побарам и полицајци, уште јавно немам објавено, еве вака ексклузивно кажувам во вашата емисија, кои што ќе ракуваат со пензионирани полицајци или кои што на друг начин напуштиле и припадници на армијата, кои што ќе ракуваат со водните пумпи. Оние пумпи со кои што се прска изгорената површина, за да не имаме поборување кон локалните пожарникари, бидејќи минатото лето претежно на таа позиција ставав искусни пожарникари, но верувам дека, како што самиот ви реков, после интензивната обука која што ќе ја направиме и после учеството во помали, понеризични пожари, тие самите ќе стекнат одлично искуство да можат самите тоа да го работат. И во неколку наврати реков пензионирани полицајци или припадници на армијата и други. Овде мислам луѓе кои што можеби некој бил избркан од работа поради нетрпеливост со некој од старешините, некој направил некој помал престап, му збоктисало, ја сгрешил работата, го избркале, а е одличен возач. Нека дојде, нека помогне на татковината ова лето и нека заработи некоја пара која што воопшто нема да биде за подценување, но тоа ќе го објавам, се надевам во текот на утрешниот ден, доколку бидам доволно подготвен. Јас сум оптимист дека ќе обезбедиме
сериозна бројка на луѓе, веќе во овој момент имам одредена бројка на луѓе и иако информацијата ја ширев онака би рекол преку луѓе, од човек на човек. Сега после оваа објава на вашата телевизија, верувам дека брзо ќе се расшири, но доколку утре планирам една посебна активност, треба уште неколку работи да договорам за да излезе секако што треба. Верувам дека ќе ги обезбедиме овие бројки. Исто така, оние времено ангажирани пожарникари во наводници кои што минатото лето беа во дирекцијата, еден добар дел од нив останаа во комуникација со нив, оние кои што имаа одлични резултати ќе бидат ангажирани, така што во овој момент би рекол дека имаме солиден број на возачи, солиден број на ракувачи со пумпи, со ова што очекувам да се јават, сметам дека ќе го растаретиме МВР и армијата барем ова лето, освен во некоја не дај Боже ситуација. Тогаш сите ние, па и вие ако минувате ќе дојдете да помогнете. За колкава бројка на луѓе зборуваме отприлика? Проектирана бројка 120 со се старешини, со морам да имам неколку луѓе кои што цело тој процес ќе го координираат, бидејќи тоа веќе ги надминува и моите можности. Знаете, јас како раководител на штабот не ги носам само одлуките. Во штабот има изворедни луѓе кои што ја знаат својата работа, има луѓе од Центарот за управување со кризи, од Дирекцијата за заштита и спасување, од полицијата, од армијата, од национални шуми, од други институции, од нашите служби, од Бирото за јавна безбедност, од национална безбедност, по потреба од разузнавање, бидејќи секогаш ги разгледуваме сите аспекти, но на крај некој треба да ја даде последната наредба каде да се упатат авионите. Знаете, летно време ќе прочитате на Facebook како на 10 места ме обвинуваат зошто немало хеликоптери или авиони, па нема, бидејќи се на друго место кое што е поприоритетно, затоа што може некој да загине, да умре, или може пожарот да влезе во борова шума и потоа никој не може да го изгасне, но ние имаме методологија како ги утврдуваме приоритетите, се држиме до неа и таа методологија, вака кој ќе кажете методологија, звучи многу софистицирано или научно. Секогаш на прво место заштита на човечките животи. Ако има некаде загрозени луѓе, се што имаме ресурси ќе ги спратиме таму да ги заштитиме луѓето. Тоа е моја директна сугестија кон штабот и на крај јас ја давам конкретната наредба, односно кој каде да се упатат. Потоа загрозеност на објекти на граѓаните, куќи, викендици, исто така не се висок приоритет, и потоа доаѓаат боровите шуми, насади кои што исто така ги има многу во државата, дури потоа се останато. Идеално е кога ние би имале ресурси за се, но ни Грција нема. Грција секој лето бара меѓународна помош. Една огромна Турција, која што е по ниеден основ не може да споредиме со Македонија. Може да споредиме една населба во Истанбул со Македонија. По големина, по број на луѓе, по пари и така натака. Па Турција секој лето бара меѓународна помош. Дали и оваа година ќе стапат на сила оние забрани за шетање низ шумите и слично што се случува како превентива да не дојде до тоа што доаѓаше? Оваа одлука се носи на предлог на национални шуми, а носи Министерството за земјоделство. Јас не сум поборник за оваа одлука, тоа јавно го кажувам, бидејќи сметам дека планинарите се наши најголеми пријатели. Планинарите не ги палат шумите, планинарите може ако забележат оган да го изгаснат или веднаш да ни јават, а и покри силните забрани, ако некој има зла намера, задна намера, криминален мотив, тој ќе најде начин. Ќе иде по некој патче каде што нема да го сретне полиција, а знаете колку планини имаме невозможностите да бидат покриени и ќе предизвика пожар. Знаете дека минатото лето, ќе кажам, во наводници не растурија со пожари. Да. Па ја мислам дека најголемиот дел беа намерно предизвикани. Намерно. Имаше се случува, докази, многу докази имаше за такви дени. Безмалку сите пожари се од човечки производ, човечка причина, човекот е предизвикувач. Да, но со умисла и без е многу различно. Токму тоа сакав да го кажам. Ние имавме ситуација пред неколку години кога една прилично возрастна бабичка, правејќи ајвар, направи една голема беља. Од огништето на кое што правел ајвар, пожарот избега, па потоа имаше една цела акција со авиони, со хеликоптери, ама успеавме брзо да го совладаме. Но тоа е ненамерно, но и тоа е ризично. Ако пожарот се развие, мотивот е ирелевантен. Штетите, ако некој загине, нему му е седно дали баба што правел ајвар му ја изгорела викендицата или човекот бе повреден или загинал некому некој близок или е со зла намера,
но морам да укажам дека минатото лето детектирав дека еден број на пожари, особено на Скопска Црна Гора и на Китка, на оваа другата страна од Драчево кон Солунска глава, беа намерно предизвикани за да се сокријат траги од кривично дело бесправна сеча, односно места кои што претходно биле опустошени со дива сеча, истите потоа се палат за да нема доказ дека таму имало дрвја. Ќе го спомнам Кири Михилов, кој што како заменик директор на Национални шуми често излегува на терен и мислам дека нанесува значителен удар на шумската мафија, на секаде низ државата, во сите делови на државата, и на некои места сметам дека и настанува и паника, затоа што доказите се непобитни, и на тој начин шумската мафија се ослободува од докази. Кога одредена површина ќе изгоре, вие не можете да ги теретете за исечени дрвја, тие викат дрвјата изгоре. Ни лук јал, ни лук мириса, од дрвата ги нема. Токму така, уште еден карактеристичен пример, вака сега ми текна со гумите кои што ги најдовме. Да, што се гуми, знаете, тие беа најдени во еднотревната површина, имаше шеги на Твитер или на Фејсбук. Овие тревата ќе ја палат со гуми, имаше 30-тина, сега не ме држите за збор, па ми вадат изјави колку сум рекол лани. Имаше купишта гуми. Гумите се палат и потоа се пуштат во слободно движење да се тркалат кон шумата. И при тоа им силно сум уведен дека претходно ги поливат со бензин за да ја зголемат горливост. И таа гори се тркала. И кога ќе удри во некое дрво ќе застане. При тоа развива висока температура и гори целосно, стануваат само жиците кои што потоа не може да се најдат. И ние имавме пожари кои што одеднаш започнува на цела фронтова линија, 100, 200, 300 метри. Пожар кога настанува спонтано или еве ненамерно, тој постепено се шири од една точка додека не напри една линија, па линијата никош не е права, кривудава, се движи напред-назад, лево-десно, зависи од правецот на ветрот, дали теренот е карпескад, има повеќе сува трева каде што побрзо се движи огнот и така натака. Имаме уште теми за отворање. Мора да одиме со куси од блок реклами, ке се вратиме, ке зборуваме за подготвеноста споредено и со другите години, за контактите што ги имавте и со оние добротворните, нели, така наречени пожарникари, нив ги подготвувате колку што знам. Со нас е Стојан Чангелов, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е Стојан Чангелов од дирекцијата за заштита и спасување. Зборувавме за она што се случува во Македонија околу пожарите. Меѓу другото, имавте серија на средби со доброволните против пожарникарни, нели, друштва низ земјата, кои што се лани се покажаа многу, беа дел од сето она што се случуваше. Како одат работите таму? Почнувајќи од минатата година, откако дојдов на чело на дирекцијата, започнав со средби со представници на доброволните противпожарни друштва. Јас исклучително ги почитувам овие луѓе, кои што се јавуваат тогаш кога е најтешко на државата, и тоа се луѓе кои што значително може да ни помогнат во справувањето со предстојната пожарна сезона, и сега барам модус како да ги ангажираме во поголем обем. Меѓу другото и предложив на дел од нив да бидат ангажирани со договор на дело на 3 месеци. Бидејќи нам како држава ни е поевтино да ги платиме овие луѓе кои што веќе се обучени, имаат солидно искуство, имаат и заштитна опрема, имаат дел од нив и возила, и тоа сериозна бројка на возила, но не постои интерес кај нив, бидејќи најголемиот дел од нив, би рекол без малку сите, по нивни кажувања, си имат своји работи, работат на различни работни места, и за нив е предизвик кога има пожар претежно во нивната околина да учествуваат во гаснењето на истиот. Неколку од овие друштва предничат, но бидејќи меѓу нив има ривалство, нешто што мене ми изгледа симпатично, но ривалството изгледа отидело што малку предалеку се јаво и мала нетрпеливост, и затоа нема да спомнам ниту едно од овие друштва, но верувам дека најдовме начин, затоа што одржав средба со представници на сите сериозни противпожарни друштва. Ако некое не било, тоа е затоа што не дошле, бидејќи понудив 2 различни термини, но и генерално ние имаме Вибер група во која што се вклучени представници, односно председателите или уште по некој авторитет од сите доброволни друштва, и овде во секој момент разменуваме или можеме да разменеме информација. Останува
досегашната пракса истите да бидат ангажирани преку тимовите за брз одговор на дирекцијата, и јас ги потпишав договорите со сите од нив, дадов насока да се потпишат договори со што повеќе луѓе. Тоа значи дека ние како дирекција имаме со конкретно лице XY договор да тој да биде припадник на нашиот тим за брз одговор. Во случај да биде ангажиран, ние даваме некој символичен надомес од околу 100 евра, а можеби не е толку символичен, во зависност од висината на приходите која што има лицето, се движи од околу 4500 денара, па мислам дека се до 1000 денара дневно. Но карактеристика е дека овие тимови ги ангажираме тогаш кога е најтешко. И знаете, и од аспект на нас како држава ни се исплаќа неколку дена, дали тоа ќе бидат 5, 10, 20 дена, да ги ангажираме овие луѓе. Наместо да вработиме професионални пожарникари кои што би ги плаќале цела година, а реално ние немаме потреба по толков број на пожарникари во текот на целата година. Се разбира дека и професионалните пожарникари треба, јас премалку да не реков доброволни, мислев на професионалните, да не направи лапсус. Професионалните пожарникари и нивниот број неспорно дека треба да биде зголемен, но очекувам доброволните пожарникари максимално да ги ангажираме ова лето и истите значително да помогнат. Позборувавме, како што веќе реков, најдовме начин како тоа да го направиме, и целта ми е да имам, вака со вој речник да се изразам, една чета од лица кои што работеле во полицијата и армијата и ја напуштиле од најразлични причини, и втората, условно речено, чета од луѓе кои што се ангажирани преку тимовите за брз одговор на дирекцијата, а кои што без исклучок се припадници на доброволните противпожарни друштва. На тој начин ќе ја растеретиме, како што исто така повеќе пати кажав, МВР и армијата од нивните несуштински дејности и да ги оставиме да си го работат она што е нивна примарна дејност. Полицијата да ги лови криминалците, да се грижи за јавниот ред и мир, да се грижи за редот во сообраќајот и така натаму, армијата да си ги работи секојдневните тренинзи, вежби, доди на НАТО вежби. Ние сме сериозна, мала, но сериозна армија, членка на НАТО. И на вистина и за мене е непријатно, и генерално е непријатно кога ќе видите врвно обучени специјалци. Минатото лето користевме припадници на тигрите и волците, и тоа на алпинистичките тимови за пожарот на Јасен. И сега едни такви луѓе кои што при тоа државата ја чинат многу пари со униформа која што чини многу пари, а не е противпожарна. Таа униформа е наменета за друга намена. Истите доаѓаат на терен, понекогаш немаат ниту водни ранци, односно на пратњачи, ниту противпожарни метли, и имаат добра волја, и имаат желба да помогнат. Но овој пат ќе се обидам учеството на армијата и полицијата да биде сведено на минимум. Но тоа не може да се гарантира. Ако загусти, сепак полицијата и армијата се организирани сили кои што си работат под наредба, нивна наредба, значи јас немам право да наредувам нити на полицијата, ниту на армијата. Ние бараме поддршка, тие си доаѓаат комплет со нивна команда, додека овие лица кои што би ги ангажирале со договор на дело подлежат под моја команда како командант на главниот штаб за заштита и спасување, и можеме со нив да маневрираме онака како што сметаме дека е најцелисходно во моментот. Имаше една идеја, директора, за спојување, односно фузија на ЦУК и на ДЗС, Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, заради подобра координација. Малку се нели ингеренциите измешани кај вас и кај нив. Што ви на со оваа идеја за фузирање? Па генерално Центарот за управување со кризи го водеше главниот штаб за управување со кризи, но минатото лето се направи една мала измена на Законот за управување со кризи, така што сега претседателот на владата може да бира лице од составот на главниот штаб кое што ќе раководи со главниот штаб. Тој таа должност или доверба ми ја даде мене и го водам главниот штаб за управување со кризи, но имам и изворедна соработка со директорот на Центарот за управување со кризи, кој што е помлад, но доста амбициозен, се движи на терен, се обидува да го следи моето темпо, и во услови на пожари работиме заедно, и тој е дел од главниот штаб за управување со кризи, но ова не е само идеја, туку активно се работи на спојување на двете институции. Во владата е формирана работна група која што е предводена од вице-премиерот Љупчо Димовски, во која што членуват представници на сите надлежни или засегнати институции, како што се ЦУК, ДЗС и така натаму. И веќе имаме, мислам, една работна верзија, која што и лично имам погледнато, но треба да се истата доработува, да се испегла, да се потврди, а за тоа
најверојатно ќе треба малку повеќе време, но повеќе детали од ова јас не би можел да кажам, бидејќи во моментов мојот фокус е на дирекцијата за заштита и спасување и на главниот штаб за управување со кризи, бидејќи пожарите ни тропаат на врата. Кога би направиле за крај една споредба со минатата, па дури и со претходните години, како би оцениле подготвеноста, спремноста ваша и на институциите и на сите заедно за да се одговори на она што не чека? Ова е неблагородно прашање за мене, односно прашањето е на место, но одговорот би бил неблагороден, бидејќи јас бев дел од минатата влада. И јас сум горд за тоа што бев директор во претходната влада. Јас не можам да си дозволам сега да плукам, бидејќи минатата влада ми дала доверба и ме поставила директор на Центарот за управување со кризи, притоа сум имал одврзани раце. Но морам да кажам, и ова јавно го кажувам во сите мои излагања, па и во сите мои приватни разговори, овие 2 години јас имам редовна комуникација, почнувајќи од премиерот со сите останати министри со кои што имам потреба, и јас можам да кажам дека кога ќе почнат пожарите со премиерот секој ден разменувам информации и наутро и навечер во текот на денот, значи лично председателот на владата можам да го добијам, се разбира преку пораки во било кој дел од денот, можеби не веднаш, но ако имаме ситуација за решавање, кога имате таква поддршка, се е полесно. Тоа е прво една голема предност која што морам да ја истакнам, да ја кажам, но и ова генерално важи за целата влада, бидејќи имам исклучителни искуства со сите министри кои што се дел од овој сегмент, почнувајќи од министерот на полиција на МВР Тошковски, со кој што имам изворедни односи и изворедна соработка, и министерот за одбрана Мисаловски, со кој што исто така имам изворедна соработка, бидејќи еве во овој момент нашите возила се преместуваат од местото каде што стоат во Кавадарци, во кругот на една општествено одговорна компанија, на војниот полигон Криволак, бидејќи доста долго време размислувавме каде да биде централата на овие возила, каде да биде нивната база. Дефинитивно овој дел од Централна Македонија, можеби малку појужно, е најсоодветен, бидејќи од таму најлесно може да се упатат било каде, а факт е дека пожарите најмногу ги имаме во јужните, југоисточните и можеби југозападните делови, но сепак на југ, барем во текот на јули, додека кон крајот на август веќе се појавуваат насекаде. Исто така морам да направам една разлика во делот на ресурсите. 40 возила е драстична разлика, но и предмалку ви кажав уште 30 нови или можеби некои постари возила кои што се набавени, дали преку донации, дали купени, ако тие заедно ги собереме, доаѓаме до бројка од 70 возила. По доаѓањето на Орце за градоначалник на градот Скопје, мислам дека 7-8 возила кои што беа дефект возила противпожарни се поправени и ставени во функција. Со градоначалникот имавме средба пред неколку недели. Исто така имам редовна комуникација со командантот на Скопската бригада за противпожарна заштита Звонко. Ми извести дека уште неколку возила се во процес на поправка, на сервис и истите ќе бидат функционални оваа сезона. 3 ТР трактори се сервисирани. Се надевам дека утре, реков, двата ќе бидат донесени, но битно е дека се сервисирани. Во некој, не дај Боже, ситуација ги носиме веднаш за еден ден. Исто така, хеликоптерите на МВР се во функционална состојба. Се надевам дека ќе имаме и ова лето 3, бидејќи дефектот на едниот хеликоптер, кој што е руско производство, е многу специфичен. И тешко се набавува делови, особено поради војната во Украина, каде што завршија безмалку сите делови и многу тешко се наоѓаат, но се надевам дека тој хеликоптер ќе биде функционален и армијата во било кој момент со еден хеликоптер може да излезе во пресрет, а постои можност и за евентуално втор хеликоптер. Така што сметам дека ако ги гледам овие крупните ресурси, воздухопловите ние сме извонредно подготвени. Ако гледаме од аспект на број на противпожарни возила, така имаме значителна позитивна разлика во плюс, и бројот на пожарникари е можеби благо зголеме, но ова кое што го подготвувам јас со ангажман на пензионерите и останатите припадници на полиција и армија и со тимовите за брз одговор на дирекцијата, значително ќе ја промени сликата ова лето. Но тоа не значи дека и ова лето нема да гледаме запалени шуми како горат со денови. Невозможно е шумските пожари да се изгасат брзо. Така. Ви благодарам што бевте мој гост. Благодарам за можноста. Ми беше чест. Ви благодарам и вам
што бевте со нас, да сте неживи и здрави и секако чувајте се многу.